Американскиот педијатар Ирвин Редленер и неговата сопруга Карен го посветиле животот помагајќи им на деца кои се или травматизирани или поминуваат низ криза. Ова е нашиот живот. И работам со деца во катастрофи, деца кои живеат во екстремна сиромаштија овде, деца бегалци на различни места. Идејата да им помогне на украинските деца му дошла откако неговата пријателка, пејачка и активистка Джоан Баес направила портрет на украинскиот председател Володимир Зеленски. За 24 часа продала 250 слики, секоја околу $500, и рече имам 130 до 150 илјади долари. На кого да му ги дадам да ја помогне на Украина? И реков, Джоан, немам идеја, но ќе дознам. Во мај 2022 година, парот ја посетил Полска, а потоа Лавов во Украина, за на лице место да дознае како најдобро би можеле да се искористат средствата собрани од Баес. Токму во болницата во Лавов, кога Редленер првпат видел деца жртви на руската агресија, сватил што треба да направи. Едно дете 10-годишно девојче имало тешка повреда на главата. Таа видела кога двајцата нејзини родители биле убиени со пиштол од руски војници и двајцата. Беше премногу, дури и за мене, а јас сум многу искусен во оваа област. По таа посета, Редленер го основал непрофитниот украински проект за акција за деца во мај 2022 година. До мај оваа година собрале над $4.800.000 за оваа цел. Со овие пари тие можеле да поддржат преку 30 различни програми преку нивните партнери во Украина и да помогнат на повеќе од 40.000 деца. Ние им помагаме на децата во образовниот процес. Мојата сопруга разви програма за обука на наставници на украински. Како да работат со децата со психолошки трауми кои се во нивните училници, затоа што наставниците овде или таму навистина не знаат. Тие немале обука што да се прави со тешко травматизираните деца. Преку проектот исто така биле организирани кампови за раселените семејства, каде психолошките проблеми на децата станале повеќе видливи. Редленер проценува дека околу 1 милион украински деца денес имаат психолошка траума со различен степен на сериозност. Гледаме 8-годишни деца кои никогаш не биле во нормална училница. И ако не можат да читаат на нивото на нивното одделение, кога имаат 8 или 9 години, тоа ќе влијае на остатокот од образованието. Редленер вели дека е воден од идејата дека еден ден војната во Украина ќе заврши и на земјата ќе и требаат незините деца да бидат образовани, психолошки подготвени и доволно сигурни за да може да ја обноват Украина.